I walk along the city streets, you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Секоја младост носи свое време, нели? Секоја младост е сама за себе интересна и убава. Јас за ништо на светот не би ја дал мојата младост, како што денешните млади не би ја дале својата младост. Секој човек има некои 5 минути во животот и треба да ги искористи. Мене тие ме беа моите 5 минути. Тогаш се најдов себе си меѓу плочите и сватив дека јас би требало тука да се посветам. To kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. Моето детство го поминав тука, во Чајер. Во оваа куќа доста се свирало и доста се пеело. Мојата сестра заврши средно музичко училиште, ние дома имавме клавир. Но јас како дете не ме интересираше клавирот, ме интересирава некои други машки работи, детски палави работи, но подоцна кога ја добив првата грамофонска плоча на роден ден и кога мојата најстара сестра купи грамофон, тогаш некако ме привлекоа плочите и почнав да собирам плочи. Ги набавував преку еден канал од Загреб, доаѓа директно од Лондон. Некои плочи ги нарачуваше уште пред да излезат. Например, песните на Битлси. Не можеме да чекаме да се појават на топ листа па да ги нарачаме. Тие секогаш, уште првата, втората недела се качуваа на топ листа. Значи, тие плочи беа нарачувани уште пред да излезат. Пора не ми беше јасно што ќе произлезе од сето тоа. Не предпоставувајќи дека тоа така ќе се рашири, дека веќе станам ближу кај прв професионален во Македонија. Тогаш не размислував за такво нешто, едноставно газев, одев напред. Ова е мојата тајна соба, така обично ја викам, инаку таа представува едно мало музичко царство, во кој јас престојувам поголем дел од денот. Тука се моите плочи, тука е мојата апаратура и тука е моето скоро 50 годишно работно искуство на полето на музиката. Ова се сингл плочи, ги има илјадници, може би 6-7 илјади. Ова е сингл од последниот албум на Битлси, Let It Be. Ова е насловната фотографија на албумот, ова е сингл плоча. Значи на А страната е ова налепница на фирмата Apple, но на Б страната гледате два пати е залепена налепницата. И за оние колекционери што сакаат раритети, особено на Битлси, би била секако интересна, а јас се чувам како драг спомен, јас така сум ја добил. Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Диджејството почнав во Работничкиот универзитет, кој објавија конкурс за формирање на одредени секции, литературна и музичка. Младите кои беа заинтересирани да знаат што се случува во светот на музиката, доваѓава, че дојдевме ние 10 на 15 млади луѓе, секој се носеше плочи од дома и подоцна почувствувавме потреба дека ова треба да се прошири, дека поголем број на млади луѓе треба да доваѓаат и да направиме еден вид,
една дискотека која се викаше Клуб на дискофили, во која не ќе може да се игра, бидејќи немавме таков простор, но ќе може да се седи и да се слуша музика. Во Работничкиот универзитет почна да доаѓа и уредникот на Радио Скопје, на забавната редакција Ѓорго Ѓоргиев. И така ме повика во Радио Скопје и ни одобрила една емисија. Подоцна, нели, кога престана да работам во Работничкиот универзитет, се отвори Мусандра и веќе почнав професионално да се занимавам со таа работа. А во радиото продолжив со мала пауза до пензионирањето. За сите времења. Првата емисија е Клуб на дискофили. 67 година почна. 68 година ја почнав првата авторска емисија. Ова претходната ја правев со тројца мои колеги, а ова ја правев сам. Поп парада се викаше, таа одеше на добри 5 години. Потоа имав емисија на втората програма на Радио Скопје, правев една топ листа. Топ листата се викаше најмаксимално максимален супер актуелен европски топ 10 шоу. Многу емисии направев. Представам, се може би илјадници. Не сум ги бројал никогаш, али се голем број. Тогаш имаше грамафонски плочи, но немаше избор. Многу ретко имаше музика, плоча да се купи од западниот свет. Кога една песна ќе станеше хит во Лондон, таа беше хит во цел свет. Мене тоа ме провоцираше. Сакав да ги имам тие песни што ги слушаат младите низ целиот свет. Се прашував зашто ние не можеме да ги слушаме. И тоа беше една причина, еден мотив да почнам да набавувам редовно музика и да го следам тоа и да го презентирам на моите слушатели. Клубот на дискофили беше чиста импровизација од клуб. Тако беше времето тогаш. Но Мусандра веќе беше нешто сосема друго. Таа беше дискотека направена со сите потреби што ќе ги има еден таков клуб. Он имаше рамен во цела Југославија во тоа време. Атмосферата целосно зависеше од диџејот. Имаше поединци бара така потврд рок, но пак ќе потенцирам, тука сентишите беа страшно омилени во тоа време. Затоа што целата атмосфера ќе паднеше, ќе можеа да отидат до шанк, да се напијат пијалок, поактивните момци да бркнат некој девојче. Инаку главните непријатни ситуации настанува ако имаше малку девојки во клубот. Тогаш нели повеќе момци да се удараат на иста девојка и те пешката не е нормално. Но ако има доволен број на девојки, атмосферата беше мирна. Дал си весел или си тажен, ти си диск-джокей? Дали дремеш или си джашен, ти си диск-джокей? Дал ти студи или се потиш, пак си диск-джокей? Сите велат како момче, златен диск-джокей. Ајде сите! Мене скрептинат, јас сум рекол во дискотека, ги гледам младите, не играат во дискотека. Стојат и со телефоните нешто чепкаат, прават, не знам. Не можам да влезам во нивната психа. Ниф ми сигурно убаво така. Зато и така прават. Јас тоа го почитувам. Ама во моето време се доваѓаше во дискотека да се изнаиграат луѓето. Да исфрлат сета негативна енергија од себе, да се испотат, да бидат весели.
Јас бев сведок на еден период тамо кога беше популарен филмот Saturday Night Fever, музика на Bee Gees, Џон Траволта, Оливија Њутон-Џон, кога цела дискотека играше како што играла Оливија Њутон-Џон и Џон Траволта. И кога ќе дојдевме во дискотека, ќе ја пуштив тие неколку песни беа актуелни, цела сала исто игра, како еден. Воскитрувачко, јас бев многу задоволен што јас сум допринал сосема малку да они бидат радосни, расположени и весели. Сега некако да се потиштани у дискотекава, не чудно ми се однесува. Прво, јас сум бил медиумски човек кој обрнал внимание на други луѓе за да бидат присутни во медиумите, но новинарите нашле инспирација да ја раскажат и мојата приказна. Некои луѓе процениле дека јас дел од својот живот, мојот работен век, сум го посветил на музиката, на слушателите, на оние што сакаат музика, и ете на некој начин тоа ми се врати. Имам впечаток дека ваква награда се добива или кога ќе ви побели косата, или кога ќе ви побели брадата. Јас едниот услов го исполнив. Благодарам многу. Мој омилен спорт, уште од дете, бил пинг-понгот. Онолку колку што дозволуваат моите можности физички, јас играв пинг-понг. Највеќе сакав да го играм затоа што ми беше потребно да се движам, да имам кондиција за да можам да постигнам се што се обидував да направам. Во мојата диагноза детска парализа не ми попречи да работам разни работи. И мислам дека нема врска со работата диџеј и со музиката. Едноставно, јас кога наполнев 16 години, ми беше јасно дека инвалидноста ќе ми остане како трајна и почнам да живеам еден нормален живот. Јас не можев да трчам, но можев да работам други работи кои не се поврзани со трчање. Мислам дека танцувањето не ме привлекувало. Јас сум ги терал луѓето да танцуваат повеќе за да бидат радосни и весели и расположени. А тоа ми била мојата основна работа. Работа на диџејот е да ја натера публиката, да успее да ја натера да стане да игра и да ја држи под контрола целата атмосфера во клубот.